Почитувани гледачи, јас сум Филип Чаловски, а вие сте на фреквенцијата на телевизија Телма. 180 степени со елиминацијска епизода. Да, добро ме слушнавте, денеска некој од нашите надпреварувачи ќе си замине дома. Искрено се навикнав на секој еден од вас и искрено многу сум горд, лично јас, а и 180 како емисија, како проект е горд на секој еден од вас. Излеговте од комфорт зоните, ја постигнавме посакуваната цел, научивте многу, се надевам. Им покажавте на гледачите дека готвењето е ништо повеќе него фокус, посветеност и желба за успех. Успеавте во секој еден рецепт кој што не сте го подготвувале до сега дома. Значи, секоја чест за вас, голем аплауз и дали сте спремни за денешниот предизвик? Спремни. Полуспијам уште, поспана сум. Синоќе, кога се враќавме, малце заглавивме. И денеска рано станав, си го наместив алармот. Обично не местам аларм, затоа што кога ќе наместам аларм, се будам пред алармот. И так, полуспијам. Па ќе видиме како ќе тераме денеска. Напнато се чувствувам малку напнато, меѓутоа сепак добро и позитивно. Дали предпоставувате што ќе биде денешниот предизвик? Па немаме уште ништо на масата, така да јас уште не знам. Ќофте. Може. Сте правеле? Тоа да. Сте јаделе? Да. Ајде да видиме тогаш 4 извонредни ќофтиња на ваш начин, како и досега. Златко Пековски го задржавме со нас во училиштето. Ментор за месо подобар не може да имате. Давор Станковиќ, наш колега, драг пријател, шеф готвач, исто така ќе ве оценува. И јас сум тука да ви помогнам, као и сите ние, значи тројца, да бидете најдобрата верзија од вашето ќофте до сега направено. Ако сме спремни, да почнеме 45 минути, да не заборавам, спонзорите еве да ги поздравам во меѓувреме, да го поздравам президент, нашите верни пријатели од президент, да ги поздравам Мак Петрол, 1 милион денари обезбедија за победникот, Витаминка да ја поздравиме, Хаус банка е тука со нас, компанијата Рамстор и Братство. Јас ви препорачувам и денеска да користите тава на Братство. За кратко почуваме со елиминацијската епизода. Прво да ги поздравам нашите гости во студиото. Јас се надевам дека денеска нема да готвиме ништо благо и си понесов од дома вишок сол, случајно да нас нема. Така да очекувам дека нешто солено ќе биде овој пат, повторно, за да да се докажам повторно накрај. Драги надпреварувачи, доколку некој мора да си замине, сакам да си замине во фер и спортска борба, како и досега. И најважно, не сакам да си заминете да паднете на нешто базично, нешто што мислам дека досега го совладавте. Сакам да видам супер креации, нека победат финесите, а луѓето што ќе ви помогнат во вашата борба денеска се Златко Пековски, уште еднаш со нас во училиштето, да повторам, човекот што го познава месото, како што вие си ги познавате вашите станици. Давор Станојковиќ, наш драг колега, шеф, готвач во кулинарското училиште. Голем аплауз за двајцата, ве молам. Сега, уште еден мал детал пред да почнеме. Денешниот предизвик ќе го дополниме со уште една работа што ќе ни биде многу важна и која што ќе биде можеби круцијална при одлуката кој да замине дома. А таа е минимум отпад во вашето готвење. Што значи тоа? Тоа значи убаво испланирајте порција ќофтиња. Не сакаме остаток, не сготвено месо, нити било која суровина што би била јадлива, а ќе биде остаток на вашите работни маси. Дали имате некое прашање? Во текот на готвењето користете ги вашите 2 прашања кон стручната комисија и кон мене. 45 минути, режија, нека почнат сега. Па не знам денеска што би сакала да готвам.
Нешто може медитеранско. Што би сакала да готвам? Не знам, нешто едноставно. Нешто што ми е познато. Како иде? Не. Уште си користи го времето да сигурно ќе ти биде потребно нешто да имаш топло, дали вода ќе му тоа, дали било што. Со мене не се знае искрено, никогаш и во самиот момент ми текнува ајде да додам ова, ајде да видам тоа, сега никогаш тоа ме носи до да видам и подобрите, никогаш ме носи во елиминација, така да ќе видиме денеска дали ќе имам некој импулсивен момент или ќе се држам стрикно до тоа што треба да правам. Како изгледа професор сега се? Сега е добро. Да. Супер. Профа, што би кажал за гледачите, што би требало да знаат вака како основни критериуми за квалитетно ќофти или генерално кога се работи со мелено месо? Па кога се работи со мелено месо, треба да се предпочитат предните партии на черекот, значи никако да не се користи месо од буд, затоа што е потврдо, значи предните делови, вратот, пафлакот, меѓу ребрата, плешката, предните партии, тие се по-мраморирани и затоа даваат подобра сочност. Добро е да одлежи месото преку ноќ претходно крупно мелено посолено со мирудиите, за да може да ги прими тие мирудии. Подобро е отколку сега наеднаш, кој ќе се додадат сите компоненти. Дури влие врсочноста и кромидот кој се додава од 5 па до 10%. Так. Кромид 5 до 10%. И тоа се не било кој подобар оној плочес, овој висока, овој кромид има повисока содржина на вода, старото себе кој ретко се наоѓа и поскап, кој има повеќе суви материи и подобра арома. Гледам дека користат некои од преработвачите мируди, розмарин забележав, тоа е многу добро за да се спречи оксидацијата на маслотиите во месото. Значи розмаринот штити оксидација. Розмарин, мајчина душичка, потоа други тревки. Најмоćен антиоксиданс. Најмоćни антиоксидативни ефекти има каранфлучето, но са тука не би дошло ова комбинација многу јака арома ќе му даде. Така. Розмарино, жалфијата исто така има многу, но сега со свинско ќофти, ја мислам многу со комбинација со свинско жалфијата оди повеќе. Сега во комбинација со јунешко месо добро се склопува кромидот. Дури некаде може и коријандер да се употреби зависно од кујната.
До турската кујна таму се користи кумин, меѓутоа нашите не се навикнати на тие компоненти. Некаде и ким се додават. Тие зачини се уште малку екзотични за нашите. Повеќе ориентални Така, и од секогаш биле и ќе бидат. Не се од домаќините на нашите простори, а кога се однесува до додаток на скроп. Нема нека желба што би готвил се едно, само сам убаво да почнам со мирна глава. Големо количество вода има повеќе исцедок, да не се претера со вода, затоа што оптимално е да речеме некаде околу 10% да биде вода. Ако додаваме тој сув промет, може, но тоа да биде една мерка, например, некои користат и кисела вода. А колку би додал ти, профа, на твоето ќофте, колку би имало презлак? Колку би додал, околу 5% да речеме, 5% да. Тоа ја мислам нема ни да се почувствува на завршениот производ. Месото ќе надвладее во текстура и све, едноставно само ќе даде полесна текстура. Презлата ќе го олесни малце како... Вишокот вода може да спие ако има... Да, и вишокот вода, точно. Напрерувачи, дали имате прашање, дали слушнавте нешто од советите на професорот? На вистина професионални совети, не само за вас и за гледачите. Може да се каже за јајцето, Се за нашаме. надеваме дека и јајцето ќе го спомнеме. Така, јајце. Тоа би рекол јајце. Што често се става во ќутиња, Често се зашто става дали да во се ќутиња. става или да не се става? Добро, јајцето како емулгатор, за да може подобро да се распоредат мастотиите и водата се задржи. Доволно е, например, едно јајце на килограм месо, да не се претерува, бидејќи може да даде гуместа текстура, да потсеќа кога ќе се испржи како на панирана шницла или такво нешто. А и самата жолчка знае да направи една сува текстура и да го засуши при самото пржење ќофтето, да има како една опна околу себе, што мене искрено не ми е омилена. Ја повише сакам језда и жолчката заменува и доста маснотија внесува. Жолчката е полна со лецитин, рековме, што делува како емулгатор, меѓутоа жолчката е преку 80% маснотија. Така, едноставно малце го отежнува ќофтето, меѓутоа не на начин како што би направила маснотијата од потекло говецко, например, да се додаде некое помасно парче месо. Таа маснотија поинаку делува малце. Јас јајцето искрено во моето ќофте би избегнал јајце. Јас лично. И јас се согласувам, значи подобро е да биде... А може ако се запржи да даде некој aftertaste на сулфур малку, ако се стави многу јајце и тоа може да се случи, белката има доста сулфур. Ќе влие врз текстурата секако. Али вака традиционално и јас знам и италијаните кога прават баш ќофте, додаваат јајце. Би сакала да готвам некоја манџа, баш она на лажица да биде, или чорба, нешто така. Кога станува збор за вкусот и зреењето, тука доаѓа до бактериско разложување на протеините со сопствените ензими, ги претварат во пептиди, а потоа до аминокиселини и се создаваат слободни масни киселини кои влијаат врз подобрување на аромата на производот. Затоа зреењето на месото треба да се предпочита, но сега домаќинките немаат време. Јас мислам ова што го спомна Злате, еден ден со сол да остои во фрижидер, тоа е и веќе зреење. И исомирудиите. Така, исомирудиите, апсолутно. А некогаш може и до 2 па и до 3 дена, до 72 сати се состава се разбира во узре. хигиенски услови, Така тоа е. треба да се внимава и ноктите да бидат посечени, да не се користат, да не се користат прстени и такви работи, да хигиената и во фрижидерот да биде на високо ниво. Сега кога зрее месото не треба да биде во поддебел слој од 10 см. Така, да има една циркулација на воздух, да има еден проток на воздух. Направувачи, како сте, како ви оди работата? И прашај ќе видиме на крај. Само полека, внимателно, мислам дека малку рано, вака е веќе чисто еден... Мислам дека малку рано ќофтињата влегува во тава, рековме малце сости, месото прими солта и така натаму. Маслиновото масло не е и добра опција за пржење, бидејќи се деградира. Тоа масло кое е добро за користење во свежа состојба не е добро за готвење.
Добро, ето не го правам сега. Ајде пробаме тоа се. Што е чудно, пак е напомнено на почетокот првите неколку епизоди. Изгледав така како, да речем, хаотичен, но бев посмирен него ли сега што сум. Можеби дефинитивно е влијание тоа што сме помалку луѓе сега. Но според мене секој пат внатре во глава ми е хаос. И мислам дека денеска ќе зовем и ќе си запишам убаво што ми е планот и со кои чекори додам право, можеби тоа ќе ми помогне. На повртат се професора. Да. За работа е маски музика да се користи за готвење. Да, затоа што дали тој маслинов што е екстра врџин што го рекламираат или тој што е помаска умешан со Како и да е, кај него има повеќе мононесеситени масли, доминира олејската киселина и се подслони на оксидација. оние на колку степени се деградираат. Како и да е, стартната температура е добро да е некаде околу 170 степени. Да, па и температура за пржење, некоја идеална. А и то сега многу голем тренд е користење на масла од семки, од грозје, пошто имаат повисока точка на загорување. За фритирање, за пржење, најдобри се оние масти кои имаат повеќе заситени. Например, не е здрава опција палминото масло, порано старите го тврде на свинска. И таму има повисока. Нямаме некаде јогурт, павлака. А јогурт павлака немаме, имаме крема за готвење. Може? Јогурт, павлака. Немам си. Ништо. Смирена сум јас, постојано сум смирена, но имам во мене, нели, јас така доживувам светот така го доживувам внатрешно во мене, делувам дека сум смирена. Понекогаш луѓето што не ме познаваат мислат дека сум арогантна, дека сум ваква, таква, што е далеко од реалноста. Но најверојатно самиот стрес, притисокот си го прави своето и продолжувам да мислам како ќе почнам, нели, тековно почнуваат конците да попуштаат. Тамане го мирисно.
Може и така. Тоа со павлака може да го измешам? Да не биде густо тоа? Ја ќе му ставам сок од лимон и во тоа, и пат вака е таман. Лимон. Дали е добро да се печат на повисока или на средна температура, на која температура е најдобро? Само се голема температура, потоа да се смали температура. Само колку да се формира коричка и потоа да се намали температура. Кофтито реално е идеален прилог за оброци со месо. Што би било? Добро е да има храна во која има растителни влакна или целулоза, значи Да помогне при варењето на грашок, граф, морков, кој би ги поттикнала цревата на перисталтика, на движење, на работа. да може тоа се полесно да се свари, да се Освен обработи, да се... мален оброке, кај што има 1/3 протеини од животинско потекло, а 2/3 да има од растително. А и да има, се разбира, растителни влакна. Така. Тоа беше ова путер? Овде путер ставите? А, од маслено. Да направам, ако не веќе ќе вратам во сушот и Готово. се обидувам да внесам некоја моја уметност, меѓутоа сега за сега барам во однос на декорацијата и на плетнингот, тоа не ми оди. Меѓутоа се надевам дека ќе стигнам до ниво каде што барам за тоа ќе добиам пофалба. Знаеш која е температура? Да. 210? Ајде. А убаво мирисе. Ова е вовачанско. Баба ми го правиш. Сега дали ќе ми искочи, мене ќе ми види. Нисмо право. Тамо е на масата. Да.
малце е посолен, ставимо малце вода да го... Проблемите при работата сега конкретно, мислам дека ми е во самиот концепт, не можам да се организирам временски. И тука малце се губам. Може некогаш завршувам пред време, некогаш ми треба многу повеќе време, затоа што сум замислила, се замислувам многу повеќе намирници да вметнам и ќе ми дојде, нели, минутиве ќе почнат да ми очекуваат во главата. Сваќам дека немам време за сето тоа и така. Со тиквичка ќе правиш ништо? Со тиквичка сирова, таа наша А, така. запрежам за пошто ставив сирова тиквичка овде. Тиквичка така е става. Ја исрента внатре во вапнето. Во пирето, а? Да. Добро, и свиша тиква се јаде, нема потреба. Наместо паратур јадам Да. комбинација. Ако сакате да ви ја испржим. Не, ваша одлука е тоа не. И американците така Да, јадат. американците да вистина. Па дури никои салати и свежи печурки користат, не обработени. Термички. Уште 2 минути. Мартин, можеш да си провериш ќофтињата да не ти се... Кај мене, сега да намршам срат. Како, Јана? Ќе видим. Ако успеам да се спасам сега со тие 2 минути, ако не се тие. Готова. Тоа нешто не оди кога иде. Тоа. Да. Јорис ставите во ќофтињата, да? Јорис вика. Промен. Делово како... Не, беше убаво. Визуелно изгледа тоа така. Да биде помуча живо заради зимите. Уште 35 секунди. Ајмокац, ако сте чули. Ајмокац е специјалитет Војвоđански. кој што е генерално кај нас со пилешко. Македонија, да, меѓутоа уште 20 со пилешко и лукче треба да има така. Добро, Има, ајмокац така. обожавам. Има. Еден од омилени рецепти ми е ајмокац. Јас го Дечки, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп, гасите работни станици. Што направивме? Останува да пробаме.
Морам да признам, Злате, Давор, дека сум изненаден што никој не направи традиционална форма на ќофте. Сите отидоа со кружни форми. Сите отидоа во некој, да речам, италијански, блискоисточен стил, повеќе италијански. Како се справуваа според тебе вака? Гледам дека ги следеше будно при подготовка. Добро. Дали ги послуша коментарите, советите или се труде, а? Давор, ти што би рекол? Па по големиот дел добро се снајдува, имаше некои мали технички грешки, али сепак може да се Софрава е достојна за елиминацијска епизода? па повеќето да. Па да пробаме онда. Да. Тогаш да пробаме. Ајде да видиме. Прво од Ана. Ана, ајде повели. Како и секогаш кога сум во елиминација, се што може да тргне Тоа погрешно, тргна трга погрешно. Што тргна тука наопак? Првата смеса имав повеќе презла. Се обидов да пасам потоа со јајце, со масло. Меѓутоа направив грешка со маслиново масло. Почна втора тура, од почеток со нова, со помалку презла, без јајца. И се скапкуваме Дали лукче. немаше три убаво обликувани ќофтиња? Немаш? Ги имав на почетокот, меѓутоа кога дојдова во допир со тавата, се распадна. А пазев на температурата. Искрен кон тебе, ова Да, не личи, делува како некој да почел да го јади, затоа што се распадна, да. го плукна. А во сосот ставив доматен сос, орегано, бусилак и пири-пири зачин. Треба да има малце пикантен шмек. Мириса убаво сосо, не можем да бидам, меѓутоа целата композиција е погрешна. Сепак ќе ја пробаме. Обично не правам концепт, така дури и кога дома кога готвам рецепти не ги следам 100%. Зависи од тоа дома што имам, од состојки од апарати, гледам да секогаш да внесам нешто мое. Се борев барем 3 ќофтиња да има за секого од вас. Мартин? Дарежлива порција. Ќофтето е добро сготвено, се уште е врело, чади. Што ќе ни кажеш, како се снајде? Па денеска временски со организацијата супер се снајдов, но мислам дека малце претрав со едноставно јачината, интензитетот на зачините малце појака. Малце се заборавив поради тоа што јас сакам да си ја појако и по зачината. Сега можеби е преинтензивно, но да се надам дека комбинацијата ќе си ја направи своето. Добре. И за порцијата, да, се согласувам дека ќофтињата се дарежливи, но измерив и беа на почеток пред да ги изготвам беа месото беше околу 270 грама. Очекував повеќе да се стеснат, но ете, спадна поголеми. Ајде пробаме. Мислам дека се навикнавме, сите се привикнавме на времето. Временската рамка е топ, само што како што спомнав, мојата организација со времето е лоша. Например, ќе се фатам за нешто и дур пржам, знам дека у момент се викам нема веќе што да правам, салатата ми е направена, место се пржи, но меѓу време
секојаш имаш што да правиш, дали да го спремаш тангерот, дали да подрасчистиш малце, и во тоа некојаш се губам. Време има, само треба да организираш убаво. Има крема во ќофта. Со сега кромите. Си го цецкал на коцки? Да. Гледа да не се преситни, се надам не се ни многу крупни. Добро ќофта. Емилија. Моите ќофтиња, презентацијата малце ми се распаднала, отишла на први спрат, на втори спрат. Одлучив со паленте да направив свеж прилог од лабнех со лукче, сок од лимон, рендана тиквица сирова и со тоа мислам дека цилев на свежина. Особено лабнето на президент име идеално. Морам да ги пофалам. Многу е добро го порав, да. За мој вкус е тоа. Добро. Морам да те прашам, интересира, што прави оваа мала кула овде, односно оваа голема кула, ова е тука стражарница. Тоа е зграда, тоа е куќа. Им се насрема некој од това. Знаеш, ова ме подсеја кога сме мали со сестра ми, кога си правевме замоци на плажа. Ова ќе биде малата кула, стражарница, тука седам ја, а тука влегуваат со коњите, кочијата, принцот и принцезата. Или за некои поталентирани родители, ова е за омиленото дете, а тоа е за второто дете. Фер. Добро, сепак вкусот е тој што највише не интересира. Ќофтиња не подготвам често, но ги јадам често. Јадам ќофтиња, сакам. Јас во принцип не јадам додека се движам во одење или мезам. Обавезно мезам и си ги имам јадено во Турција, ги имам јадено из Америка, имам јадено на секаде. И денеска баш нешто што ми има мене останато од пред многу години на еден остров, што се изненадив, ги јадев там најдобрите ќофтиња што сум ги јадела и ми беа мене така мене по вкус, па средноисточни вкусови ја сакам. И одлучив да го пренесам тоа денес во готвењето. Еве ја ќе за малата кула. За второто дете. Да, никогаш не сум било меленото дете. Знам како е. Криво ми е што ти ја расторив, ама извини се. На здравје, нека ви. Чекај ме, ака многу подсврсто. Доста посуво. Да, таму е термички третман печење и секојаш сочноста при печење, ако е умерено печење, е поголема. Слушнавте, професионален совет за... Но, не можам да кажам дека е лошо да посува. Посува е... Лабнето многу свија. Киселото. Отвара одлично, балансирано. Ќофтето суво, Ама со ладно со зачини исто си внимавала многу, со сега ти знаеш да зачиниш подобро од ова. Але лабнето надополнува бидејќи ја добро зачинето шефе, нешто да додаеш вака, извини. Дава лабнето баш ја покрива сувоста на ќофтето и дава убава свежина и на самата палента. И како целокупен вкус залак, убава кремаста текстура се случува внатре и пријатна за јадење. И освежителна, што е убаво за топли денови. Фала ви. Како ја готвеше палентата, може да ни кажеш накратко? Водичка во која што се вареше, разбрев гранче розмарин, сол, ја сварив и ставив од кога се свари путер за малце да попушти, пошто ја секогаш ја правам малце по... Размер вода со паленте или од око? Па ја од око си ја готвам, затоа што веќе ја готвам скоро секој ден. Мајка ми е алергична на глутен и е доста честа кај нас на мени. Добро, окей. Више имаш усовршено, а? Добре. Добре, палентата е сосема коректна.
како и секогаш јас се двоумев дали да ги печам, дали да ги пржам. Кога почна да се пржат, ми се допадна тоа што се карамелизира така што беа, требаше да ги извадам порано. Но ајде. Со добра комбинација беа со ламното и со палентата. Тие беа кремасти и овие и така. Ајде да видиме Лиде. Нешто посочено во однос на тоа. Да. Најдобро постолено. Храбро посолен. Сосот е во пудинг. Не ми се свија текстурата, не ми свија. Али ќофтето е добро. Не знам дали сум денеска премногу кулирана или сум малце така во минус фаза. Па ова е нека таква чудна експресија. Ама ајде ќе видиме, можеби ќе ми се поправи расположението ако сепак успеам денеска да не отидам скроз во елиминации. Како што е редот, прво ќе му дадеме збор на профа. Благодарам. Би го повикал Мартин. Направи одличен избор со тоа што се одлучи за печење како начин на термичка обработка, што многу битно придонесе за сочноста на ќофтето. Во споредба со другиве, значи пржење или варење, сочноста беше на солидно ниво, потоа оризот беше правилно подготвен, значи во однос на техничката подготовка, креативноста и презентацијата, сервирање, највисок број на поени и се вкупен впечаток, хармонија на вкус. Одлично беше и затоа ние се одлучивме да ти доделиме прво место. Браво, Марче. Секоја компонента си беше на свое место, се беше од тоа вкусно, супер сготвено, као композиција, Јас не одам во функционираше. ресторани, но кога би одел во ресторан, ова би бил мој прв избор. Давор, да додаеш нешто? Да, се беше привкусно, као композиција беше одлично, вкусовите беа супер и во рижотото се чувствуваше убаво печурката што надаваше на самото ќофте, прекрасни италијански вкусови според мен. Фала ви. И фала ти уште еднаш за помошта. Нели моце го пресоли фрижотото. Кроме од пат ти е попаметно да го рендаш. Само тоа е те би било за уиднина да бидеш уште по добар. Ете така. Задоволен дефинитивно. Иако мислам дека пак можев многу подобро. Не е критика, едноставно знам дека можам подобро. Пак ќе кажам, бев посмирен денеска, затоа што ова ми е втор пат поред во елиминации. Значи, само што излегов во елиминации, одма влегов пак од моја пратија. Едноставно реков, немам што да изгубам, затоа и бев посмирен и реков, ја си го правам тоа што сакам. Свиѓа и со стојките денеска, се погоди доматното пире, чурките, босилек свеж, супер искомбинирав. Доматно пире често го готвам различни начини, различни опции, различни вкусови, така да се на се супер. Профа, фала ти. Јас би му дал збор на Давор. Ајде, шефе. Фала, шефе. Значи, Емилија и Лидија излезата. Значи, вашите креации беа супер. Лидија, ти ајмокацот беше малце погуст. Значи, тој треба да има посвилинкаста структура, да биде потечен малку. Твоето ќофте беше малку посочно во однос на ќофтето на Емилија, затоа тебе те прави да си втора на овој надпревар. Емилија секоја чест за тебе, затоа што ти сакаше да ги доловиш тие медитерански вкусови и со ладнето убаво одеше, ќофтето беше супер, као целокупна порција, стварно беше преубаво, само што ќофтето ти беше малку посува, тоа те прави ти да си на трето место. Али вкусовите беа прекрасни. Ви благодарам. Шефе, вие да додадете? Јас би рекол, пробавме навистина 4 вкусни ќофтиња. Ниедно не беше пресолено, ниедно не беше нејадливо, ниедно не беше, да кажам, ниедно не беше катастрофа.
самото по себе, немавме некоја катастрофа на нешто презагорено, нешто што не би го внеле во себе. Некој мора да испадне. Овој предизвик ми падна мене задачата да се поздравиме со Ана и навистина ќе ни фалиш. И вие мене. Да, ке фали. Ќе ни фали твојата енергија, твојот дух што го внесе во шоуто. Се надеваме дека те направивме подобар готвач. Сепак излегуваш во една сериозна фаза, каде што сите станувате посериозни готвачи. Излегувам од овде со многу богато искуство, со многу голема дружба, многу голема забава, задоволство, искрено задоволна сум како се представив. Знам дека бев драматична и хаотична, ама бев јас. Така да автентичноста и енергијата не може никој да ми ги земе, а мислам дека видовме дека и другите кажа дека тоа најмногу ќе фали. Јас би ти посоветувал да работиш на тоа, да под притисок само се мотивираш. Кога ќе почувствуваш притисокот да ти представува се поголем мотив да бидеш посупериорна, воопшто да не се деморализираш, него едноставно да се фаќаш во коштец со предизвикот и во иднина штом почувствуваш притисок во работата, да ти биде мотив и да се сетиш на ова шоу и на овие зборови, да се по-сериозно и ти дадеш поголема акција, поголем фокус и се справиш супер со тој предизвик. За жал денеска не беше твој ден. Ќофтето беше вкусно, имаше љубов во вкусовите, меѓутоа креацијата, композицијата беше со многу пропусти технички, кои што реално и по поените те донесоа до елиминација. Ова ви на убавите зборови. Од мене голем успех ти посакувам и ми беше наистина драго што се запознавме. Голем аплауз. Како што знаеме сите сега, се помалци и помалци сме. И како што си оди секој поред, еден по еден, како што си оди, многу нормално ќе има сега повеќе емоции, повеќе тага. Ана имаше некоја енергија што помагала кога си со нејзе у група. Секогаш е малце по-живнати сме, да речем. Она не ја креваше енергијата, малце атмосферата. И на сите ни е криво Ана што ќе заминува од емисијата. Јас вклучително ни беше свежина ни носеше, значи секогаш позитивна. Музика ни пушташе што е многу битно. Во разговорите што си ги имавме еден помеѓу друг, значи секогаш да мотивира, да стварно штета, навистина голема штета за Ана. Навистина ми е криво што си отиде Ана, затоа што беше, мислам, тоа е еден лик со таква енергија, она ни пушташе музика, заедно пеевме, значи она ни беше така мотиваторот, треба да ја платиме да седи тука само за да не мотивира. За мене еден од најчистите коментари што го дава речиси цело време беше храброста. Храброста во идеите, храброста во тоа што успеав да се спасам, во тоа што не успеав да се спасам, така да за мене тоа е комплимент. Дома е многу поопуштено. Сега ќе можам малце да се одморам, да ми легне знаењето, да си продолжам да си експериментирам без притисок и ќе видиме понатаму каде ќе завршам. Целиот тим на шоуто ќе продолжи без еден учесник кој што даваше една супер енергија. Знаеш, така, даваше еден свој печат и мислам дека сите ќе почувствуваме тоа. Криво ми е навистина, меѓутоа таков е концептот. Видовме така драматичен надпревар, кај што Ана се бореше, навистина се бореше. Можеше да не искористи, мислам дека тука и беше малце грешката што не се концентрираат во моментот дека имаат поддршка од минимум тројца луѓето во моментот, можеби јас не сум баш во кујната, меѓутоа минимум двајца би кажал, минимум двајца, максимум тројца. Давор, дали побара Ана помош? Не. Ана не побара помош? Не побара помош. Ете, една поука од денешната епизода. Користете ги прашањата до надпреварувачите, а до гледачите. Се надеваме дека ви одговоривме на многу прашања кои што ги имате од кулинарската наука. Професорот Пејковски, да му се заблагодариме, научно даде свој осврт во меленото месо, како да направите супериорно ќофте
како дома да сте професионалци. Продолжуваме со исто темпо. Давор, ти благодарам и на тебе, шефе. Ми беше драго што сме заедно, што судиме. Ве поздравувам од сите нас и се гледаме во следната епизода.